Спортската академија, која во 2012 година беше отворена експериментално, полека но сигурно прераснува во вистински расадник на професионални спортисти и идни репрезентативци. За да се издигне на повисоко ниво, Спортската академија започна соработка со еминентни и докажани спортисти кои ќе одржуваат часови во училиштето и ќе го споделуваат своето знаење и искуство директно со учениците. Денеска во академијата заедно со учениците од ракометната паралелка беше ракометниот тренер и стратег Лино Червар, со кој и започна проектот Гости тренери. Следни спортски имиња кои се најавени дека ќе одржуваат часови со учениците се Индира Кастратовик и Мартин Докузовски. Видим да се инвестира во децата. Гледам дека се инвестира во децата, дека се градат спортски сали. Мислам дека тоа е вистинскиот пат. Да се инвестира во децата е најголема инвестиција и ова навистина еден голем чекор кој го направи Македонија, бидејќи го препозна она што денеска е навистина важно. Според Червар, треба напорно да се работи, да се вложува и да се зголеми самодовербата кај децата, бидејќи секој родител сака да има успешно дете и на секое дете треба да му се даде надеж за да може да дојде до врвот на пирамидата. На тренингот на учениците од ракометната паралелка присуствуваше и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Со ова фактички ние како министерство прикажуваме дека оваа спортска академија треба да се издигне на едно повисоко ниво, да самите ученици доживеат дека во овој процес покрај спортот многу е значајен и процесот на едукација, односно учење. Многу битен елемент е покрај тоа што треба да имаме квалитетни спортисти и потенцијални репрезентативци, многу битен елемент е квалитетот на нивното образование, така да како министерство ќе продолжиме во соработка со Спортската академија да го развиваме и тој елемент. Ристовски најави дека набрзо ќе излезе и новиот конкурс за упис во Спортската академија за учебната 2016-2017 година и упати апел до сите талентирани ученици да ги разгледаат можностите за нивна апликација.